И почнеме денешниот час. Малце ви кажав минатиот час дека вака ми е на косо теренот, затоа сум вака како да лепдам криво. Значи застануваме стабилно, носите ги ставаме на подот, паралелни се нашите колкови, или како што се колковите, така се и нозете, не се ниту премногу расширени, ниту премногу споени. Рацете се спуштени, целото тело опуштено. И напротив ќе ставите доминантната рака на стомакот, кај папокот, а спротивната рака кај срцето. И ги затворите очите, ќе се набљудувате себе си како вдишувате и издишувате. Дишуваш и чувствуваш како се подигаат градите, забележиш дали се подига и стомакот. Издишуваш и само набљудувај, не го менувај ритмот. Само набљудувај. Сега сконцентрирај се на допирот на дланките со твоето тело, на контактот, на топлината. Ние кога сме се родиле, сме зависеле од добрината на другите луѓе, нашите родители, тие што не чувале, и нивниот допир, нивниот контакт било првото нешто што ни ме одржано во живот. И затоа е убаво да го почнеме денот со еден длабок контакт и допир, најпрво со себе, за да се почувствуваме себе си и за да имаме усет да се видиме себе си какви сме навистина ние. Што има во нас. Та полека ќе ги спуштиш дланките доле и вниманието го ставаш доле на стапалата, тежината дели стапалата како што се прстите расшири ги силно и притисни напред, на целото тело однеси го напред, па одиме назад, па странично, значи ги басираме стапалата од оздола. Можете и кружно малку да направите, очувствувајќи го доле притисокот помеѓу подот и стапалото и држи ги прстите на носите расширени да се активираат тука сите нервни завршитоци, нервите на стапалата, на дланките, водат и сите органи внатрешни. Телото и во еден од начините како чуваме да се будиме од внатре. Супер, одлично. Еднаш длабоко дишуваме, бавно издишуваме и вниманието стави на твојот врат. Телото, торзото е исправено, со издишување врат, главата паѓа надоле и чувствуваш како ти се затега врат позади. Па вдиши, подигни главата, сега издиши, погледни нагоре, доколку ти дозволуваат или прошлините до вратот. Врати се во центарот, повторно главата нека дојде надоле и направи по 3 круга на главата околу нејзиниот центар вратот. 3 круга во една насока. Обиди се вниманието да го насочиш на внатрешните слоеви на кожата, она што се нарекува фација, одиме обратна страна. Тоа е онај слој на кожата, кој што ги поврзува сите органи, сите ткива, нервни клетки, се поврзано преку тој дел на кожата. Тоа се внатрешните слоеви всушност на кожата, каде што се наоѓа нашата природна еластичност. Одлично, супер. Стави ги дланките на твојата преднина, малку расшири ги нозете. Јас не можам малку, зашто сум на криво некако. И одиме движењето е само на колковите, торзото е исправено. Значи, колковите, повторно твоето внимание со вдишувањето и издишувањето поврзи го, одиме од другата страна.
И сега получи го и целото торзо, значи како што одиш странично, торзото оди напред, странично позади, притисок нежен направи се со дланките на бобрезите, за да дојде карлицата напред. Па одиме од другата страна. Ите ми јастра во позадина. Океј. Раздвижени се коковите, рамениците не ги раздвиживме, значи собери ги носете и одиме нели со вдишување. Знаете како рамениците од нагоре и целиот граден кош како да вдишуваш со пол гради, спушти ги рамениците надоле. Па одиме напред, се затегнуваат плешките, назад се отвара градниот кош, вдишуваш целосно, вдишување, издишување, значи активирање на рамениот поле, со што имаш. Одиме од другата страна. Оно што е важно да целосно да чувствуваш и плешките како ти затегат, и рамењата и градите како се отвараат. Супер. Потоа подклекни малку со коленцата, со дланките, избасирај ги твоите колена, лаго се расширени нозете и одиме од надвор кон натре. Истовремено правиме и масажа, и ротација на колената. Одиме од другата страна. Сега ќе направиме нешто повеќе. Значи, доколку можете со вдишување кликнете. Па колената над странично, па повторно кликнете, ротации, но со целосно кликнување. И од спротивна страна, од надвор кон натре. И справи се, протреси нозре. Ова беше нели супер. Малку да се ангажираме. Дренирање на лимфата со вдишување двете раце преплетени од над нашата глава. И сега како што вдишуваш нагоре на прсти, подигнете на прсти и потоа на петите тресни доле на земјата. Диши, подигни се на прсти. Издиши, притисни надоле со петите. Направи така уште 5 пати. Бидејќи лимфата во нашето тело не се движи, врз нејзин не влијаат очекувањата на срцето, влијае вежбањето, истегнувањето, движењето. Супер. Сега, со вдишување двете раце високо горе, со издишување доаѓаме во позиција на Г буквата. И тука можете веќе колената да ги свиткате, нежно да ги свиткате. Дланките стави ги на твоите колена. Сега ги изведуваме позиција на мачка од исправен став. Значи со издишување, рбетот нагоре го буткаме, главата се обликува внатре, стомакот се обликува внатре. Со вдишување, главата и задникот одат нагоре. Бутни, осети како плешките ти се затегаат. Диши, глава и задник нагоре. Уште еднаш.
Добро. И сега спушти ги рацете надоле. Се уште можат коленцата да ти бидат цвиткани, бидејќи сме наутро и не сме толку можеби раствижени. Доколку можеш, експериментирај, исправи колена, свиткај нежно, со дланките адаптираме земјата, главата и ребетниот столб се опуштени. И сега, бидејќи колената ги виткаме, со стол се подлегнуваме на нашите свиткани колена, дланките ги опфаќаме со бицепсите, главата ја пуштаме надоле, нежно се нишкаме лево-десно, отпуштајќи во телото, торзото, се што имаме во нас. Одлично. Сега полека. Подигни се нагоре. Ради се во центарот. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно издишуваме. Отпуштаме телото. Направете голем расчекор. Со тоа што десната нога гледа 90 степени кон десно, а левата е 45 степени позиционирана. Вежбаме позиција на триаголник, трикотасан, двете дланки силно отворејќи, рацете ни се во иста линија, иако јас сум малце криво изгледа на екранот, бидејќи сум на удолница, исправено седам. Десна дланка оди доле на десното стапало, левата дланка е нагоре, со тоа што четирите прсти на левата дланка се споени, погледот е кон палецот нагоре кон левата дланка и остануваме во оваа позиција. Се враќаме назад. Ги менуваме страната на нозете, сега левата нога гледа 30 степени, десната 45 степени, подиме во обратна насока. Лева дланка на лево стапало, десната е над тебе, четирите прста споени, погледот е кон десниот палец. Врати се назад, рашири ги рацете и сега полека одиме напред и со двете дланки доаѓаме кај двете стопала. Главата треба да дојде помеѓу нозете, за тоа што потребно е да погледнете помеѓу вашите нозе нагоре кон небото. Со наредното, веќе сме со подкликнати колена, како мемунчињата што се подкликнати, така. Го пуштаме торзото напред и рацете напред и отпуштаме се што носиме во нас. Знаете дека преку дланките се пушта енергија преку косата, така да како мемунчињата треси, и ослободи се, тежината е на колената и на бедрата, не е на кичмата. Третиот страп. Треси. Може да дадеш малце ентузијазам сега тука во ова тресење. Потоа подигни се горе, колената се спуштени, одиме со нагоре надоле малце, чувствувај ги бедрата. Знаете дека за исправен дрветен столб треба да ни се цврсти бедрата, стомакот и грбот. Тоа не значи дека не треба да имаме целулит, нели? Не треба да имаме целулит, ама ако имаме, it's okay. Оно што е важно е мускулите под да ни се стегнати. Стави ги дланките на твоите надколеници, со торзото сме напред и сега левото рамо бутка надоле, а десното нагоре и погледот го следи десното рамо и нагоре погледнуваш. Па одиме, врати се во центарот, од спротивната страна, стигни се, врати се во центарот, спротивна страна, супер. Што неколку пати така. И ова истегување ми е многу убаво. Погледот ми нагоре, го следи рамото што оди нагоре.
Полека, полека. Се враќаме назад на себе, назад во овој свој свет. Тука има комарци, сега сватив. Добро. Сега ќе вдишуваме и издишуваме бастрика. Во следниот ритм, леле, јас заборев марамче да си сеам пак. Ги ставаме дланките, палецот го ставаме во нашите дланки и рацете ни се исправени така, значи ги виткаме лактите, се исправени дланки. Значи со вдишување се подигаме нагоре, со издишување се спуштаме и клекнуваме. Диши, издиши. Диши, издиши, со тоа што благо подклекнуваме. Силно. Ова е баш за енергизирање и почеток на денот. Диши, задржи го воздухот, спушти ги рацете, контракција на мускули на гениталии, држи вака, стегни го тука телото. Остани така и од таа издиши. Не слободи го телото. Остани така малку во контакт со себе, со се што помина низ тебе. Продолжуваме вторите, исто вдишуваме, издишуваме силно преку нос, повторно дланките ни се, палците внатре во дланките, а сега одиме на изменично, малку побрзо. Диши, задржи воздух, контракција направи на целото тело, спушти раце, држи така целосно се контрактирана. Издиши, отпушти, остави нека поминат низ тебе било какви сензации. Неколку мега чувствуваш како енергијата веќе се менува во тебе, бидејќи внесуваме и кислород малце повеќе во умот, за да добиеме јасно за денешниот ден. И одиме третиот ритам на вдишување и издишување од бастрика, кој што сега е најдинамичен, најбрз. Всушност ова се прави најдолго време, ако првиот е 20, второто 20, третото треба да е 40 пати, но ќе видите како се чувствувате вие, бидејќи некогаш може да дојде некоја блага вртоглавица, особено ако прв пат ги изведувате овие вежби. Ставете ги дланките вака, како да викате доста, и одиме сите заедно. Длабоко диши, задржи го воздухот, држи така и потоа нежно издиши, отпушти во телото. Препорачувам да седнете сега. Тука седнете во удобна седечка позиција. Може да се справи, некој ви е тешко да ги држите сви. Отворете ги очите за миг. И ставете го вниманието внатре во вас. Еднаш длабоко вдишуваме. Бавно вдишуваме. Го отпуштаме телото. Ги отпуштаме мислите.
И го создаваме чувството дека го влекуваме внатре во себе, во својот центар. Од својот центар диши. Плавно издиши. Само наблюдувај го дишењето. Дозволи мислите да поминат низ тебе. Наблюдувај го дишењето. И обиди се со секое издишување да се опуштиш. Да опуштиш тоа што има во тебе. Со најголема нежност кон себе. Кажи си, јас ќе бидам добра со себе или ќе бидам добар со себе. Денес, без разлика што ќе се случи. Онака од внатре со нежност обрати си се на тој начин. Без разлика на се ќе бидам нежна со себе. И осети внатре во себе дека навистина се сакаш и прифаќаш себе си. На еден нежен начин, доволно си нежна кон себе, можеби си незадоволен од себе, можеби не знам, сите имаме некои критики, некои гласови во главата што не права да ни е потешко, но вистински внатрешно кажи си дека денес ќе бидам нежна со себе. Длабоко дишуваме, бавно дишуваме и го пуштаме телото. Пуштаме бодијата. Полека се враќаме и влекуваме во денешниот ден со нежност кон себе. Ќе може да сгрешиме, човечки да се сгреши, човечки да направиме погрешна проценка, човечки да се прецениме себе си, но може да бидеме нежни кон себе. Имајте убав ден, се гледаме утре. Бај.